Добро вечер, почитувани гледачи. Во третото издание на Дневникот во 20 часот ке гледате. Градот Куманово доби поддршка од Асоциацијата на градови носители на порака на мирот. Нови 30 деца излезени од детските домови за деца без родители наскоро ќе бидат вработени во рамките на проектот Д10, најави премиерот Никола Груевски. Затворени 5 аеродроми во Индонезија, илјадници туристи не можат да се вратат дома. Работнички единствениот македонски фудбалски тим кој што ги продолжува надпреварите во квалификациите во Лига Европа, по одигрувањето на реванш пресметките од првото коло. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Градот Куманово доби поддршка од Асоциацијата на градови носители на порака на мирот. Куманово е членка на оваа асоциација и се залага за одржување на мирот и стабилноста во градовите и државите. Можно е годишното собрание да се одржи и во Куманово. Понастаните од 9 и 10 мај во Куманово уште една посета на представникот Асоциацијата на градови носители на порака на мирот, каде што Куманово впрочем 6 години е членка. Подпредседателот на извршниот одбор на оваа асоциација денеска ја посети локалната самоуправа и жителите на Тоде Мендел. Хаджи Аврам рече дека е тука за да им пружи поддршка на градот и граѓаните, бидејќи оваа тело кое функционира во рамки на Обединетите нации ја поддржува стабилноста и мирот. Вашиот град е еден од членките на Асоциацијата на градови носители на порака на мирот, така што по случувањата во мај годинава во градот одлучивме да го посетиме и со тоа да изразиме поддршка и за градот и за градоначалникот. Нашата заложба останува мирот и стабилноста во нашите градови и во нашите држави. Оваа асоциација промовира мир и стабилност во градовите кои дале допринос во зачувување на мирот. Од асоциацијата се надеваат дека Куманово ќе продолжи со ширење на оваа порака, како што тоа го прави изминативе години. Дава допринос во креирање на политиката на мирот во светот и слободата, бидејќи слободата е човечко право, а без слобода нема мир. Заложбата на оваа асоциација е враќање на слободата и мирот на граѓаните во светот. Од име на град Куманово, мој лични име, му посакувам добро дојде и нашето пријателство кое трае 6 години со Виктор Хаджи Аврам. Куманово е членка на оваа организација од 2009 година. Во Асоциацијата на градови носители на порака на мирот членуваат околу 130 града од сите континенти, меѓу кои Чикаго, Рим, Токио, Мексико Сити. Општинскиот комитет ВМРО ДПМН Куманово на одржаната пресконференција упати критики до локалната власт и побара да се зафатат со решавање на барем некои од натоложените проблеми во општината, меѓу која посочија раскрсницата која се сече со булеварот Трета македонска ударна бригада и Октомвриска револуција, која представува една од најголемите црни точки за безбедноста на сообраќајот во Куманово. Општинскиот комитет ВМРО ДПМН Куманово на одржаната пресконференција упати критики до локалната власт и побара да се зафатат со решавање на барем некои од наталожените проблеми во општината, меѓу кои го посочија сообраќајниот хаос кој како што велат е неподносливо секојдневие во нашиот град. Од градоначалникот побараа ветените решенија за поефикасен сообраќај да не останат само на лист хартија, побараа решение за раскрсницата која се сече со булеварот Трета МУП и Октомвриска револуција. Огромен број на оштетени улици, полни со големи пукнатини, кои ниту се санираат, ниту се реконструираат. Згора на тоа, по отстранување на секој дефект, комуналните предпријатија уште повеќе ги оштетуваат и онака лошите улици во градот. Лоша хоризонтална и вертикална сигнализација. Дел од семафорите се дотраени и оштетени и не се во функција. Ваквата негрижа за сообраќајната сигнализација во голема мера придонесува за намалување на безбедноста на сообраќајот во нашиот град. Лошо спроведениот еднонасочен сообраќај кој произведува тесни грла во градот. Веќе неколку години локалната власт не најде за сходно да изврши ревизија на еднонасочниот сообраќај, со што би го подобрила функционирањето на градот.
неводењето на грижа за пешачки и велосипедски патеки. Лошо реализирано парцијално зонско паркирање кое наместо да го намали го зголемува сообраќајниот хаос. Ветеното намалување на цената на зонско паркирање никогаш не се оствари. Изгорена се, Куманово се соочува со недоволен број на паркинг места. Петковски потенцираше дека е одбрале оваа раскрсница затоа што е синоним за невидено лошо, нестручно изработено и неефикасно сообраќајно решение. Оваа раскрсница е пуштена во употреба без употребна дозвола, која и до ден денеска не е добиена, што значи дека веќе 6,5 година истата се употребува без законска дозвола. Предлагаме и бараме оваа раскрсница, во која се спојуваат 6 улици и која на десетина метри има неколку семафори, кои многу често се случува да не работат, да биде заменета со кружен тек на сообраќајот, што би ја зголемило безбедноста на сообраќајот, но и ќе овозможи поврзување на уште 2 сега одсечени улици. Меѓу другото, Петковски истакна дека оваа раскрсница е неофицијално пуштена во потреба на 11 ноември 2008 година и до денеска се имаат случајно 31 сообраќајна незгода, во која 3 лица го загубија животот. Од ова произлегува дека истата представува една од најголемите црни точки за безбедноста на сообраќајот во Куманово и од градоначалникот побараа да се реализира овој немногу голем и изводлив проект кој е многу значаен за сите граѓани на Куманово. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски одговори на реагирањата на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Ова раскрсница за која зборувате е во функција неколку години, значи 5-6 години и повеќе, како решение дадено од проектантската куќа Простор, бидејќи во тој период желбата на администрацијата беше да имаме кружен ток, меѓутоа ради приодите, ради конфигурација на терен, ради близината на двата булевара, еден до друг, не беше можно да се направи кружен ток на таа позиција и се направи една раскрсница која е во такво решение со сите согласности кои ги има добиено од адекватни куќи. Алкохолот е дел од нашата историја, традиција и нашиот идентитет. Испивање некоја чашка и во добро и во зло е врзано за нашиот менталитет и културата на живеење. Но од друга страна, таа слика, несвесни за последиците, им ја пренесуваме на младите генерации кои со употреба на алкохолот не имитираат нас возрастните. Велат социолозите. Причините за алкохолизмот меѓу младите, која е сериозна социјална девијантна појава, се различни, но сепак таа влече корени од средината во која живееме и најмногу зависи од семејството во кое се развива младата личност, појаснуваат стручните лица. Алкохолизмот меѓу младите најпрви се смета за тренд и при тоа не се води сметка за штетните последици. Основен вид на забава помеѓу момчињата и девојките во последните години се забави со големи количини на алкохолни пијалоци. Причините за алкохолизирање кај младите се различни, но една од нив е имитацијата на возрастните, при тоа сакајќи да ја покажат својата зрелост. Во пубертетот желбата за ослободување од авторитетот на постарите може да доведе до почеста употреба на алкохол. Како нација историски гледано се дружиме со алкохолот, кој е незаменлив дел и во добро и во зло, како одбележие на нашата културна заедница, но при тоа не водиме сметка за сликата што ја пренесуваме на нашите најблиски, велат експертите. Алкохолот е резултат и на ослободувањето на одредени морални стеги од минатото, особено со еманципацијата на жените, додаваат тие. Во една таква културна атмосфера која што самите си ја создаваме поштено и со која што се гордееме сите ние, нормално дека, како што велиме, ѓаволот си доаѓа по свое. Има ли тука спас од таа ситуација? Повторно ќе кажам, живееме во време на индивидуализам. Секое оно семејство, сите они родители кои што ќе бидат длабоко свесни за сите негативности кои оваа работа во иднина може да донесе, мора многу да обрнат внимание на однесување на своето дете и на друштвото со кое оно се наоѓа. А тука е клучот. Ние по школите се обидуваме вака, онака, уште во основното, средното образование, апелираме, некогаш казнуваме.
На прашањето дали оддавањето на пороци во овој случај на алкохолот има генетски предиспозиции, социологот Петрушевски објаснува дека зависноста од разни супстанции не е вина на гените. Другите надворешни фактори пред се средината во која живееме, најмногу свеста за штетноста од прекумерна употреба на алкохол е најважната за превенирање на оваа социјално девијантна појава. Некоја научна верификација и доказ за такво нешто не постои. Јас сум од групата на луѓе кои што се бавиме со оваа проблематика, за кое што не давам верба на една таква теорија. Според мене, нормално, околината, семејството, културниот амбиент во кој што се наоѓаат луѓето, односно конкретно ние се наоѓаме, е главната причина за тоа нешто. Така да, повторно, ќе кажам, се е до нас, се е до тоа како ќе се снајдеме во овие времиња кои носат многу предизвици. Заблудата која владее кај возрастните дека алкохолот ги решава сите проблеми ја прифаќаат и младите и го потребуваат алкохолот како средство за решавање на животните проблеми. Но напротив, проблемите не се решаваат, туку се продлабочуваат. Со константна употреба на алкохол од една акутна се влегува во хронична фаза кога лицето не може да функционира без чашка алкохол. Во оваа позиција личноста најмногу штета си прави на себе, но тука трпи семејството и работата и севкупното функционирање во социјалната средина. Во тие случаи лекувањето е неизбежно, со тим од стручни лица за да може индивидуата да се врати на правиот пат, додаваат експертите. На крводарителската акција која во Крива Паланка беше реализирана во текот на вчерашниот ден беа собрани вкупно 79 крвни единици. Акцијата се спроведе во големата сала при општинската зграда, а ја реализира општинската организација Црвен крст Крива Паланка и Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Високите температури во текот на вчерашниот ден не беа пречка кривопаланчани да ја покажат својата хуманост. На крводарителската акција која се спроведе во организација на Кривопаланичкиот Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина Скопје во големата сала при општинската зграда имаше најмасовен одзив на крводарителите за годинава. На 14-тата поред крводарителска акција за оваа календарска година од 9 до 15 часот беа собрани вкупно 79 крвни единици. 14-та акција поред ја организиравме од страна на Црвен крст и до сега одзивот е одличен. Имаме до сега негде околу 76 крводарители, а очекуваме още неколку души да дојдат. Ние секогаш имаме добар одзив на нашите крводарители и доволно број на крводарувања. Сега за сега планот ни е скоро исполнет. Со наредните неколку акции до 2 август што ги имаме две, мислиме дека ќе го исполниме планот до крај. Кривопаланичката општинска организација редовно ги надфрлува проектираните бројки на собрани крвни единици, како на месечен, така и на годишен план. До сега годишниот план е 82% исполнет, односно до сега се собрани 583 од проектираните 711 крвни единици. Следната акција за дарување од оваа драгоцена течност е закажана за 16 јули во сладкарница Теа во центарот на градот. Во периодот на највисоките летни температури е честото потсетување од метеоалармот за ризичните фази. Стручните медицински лица им излегуваат во пресрет на кривопаланичките пациенти. Веќе неколку дена во градскиот парк е поставен едукативно здравствен пункт каде пациентите секој ден од 18:30 до 21:30 часот може да добијат бесплатни мерења на крвен притисок и препораки за заштита од високите температури. Како и во останатите 32 града ширум земјава, така и во центарот на Крива Паланка започна со работа мобилниот едукативно здравствен пункт, каде пациентите секој ден од 18:30 до 21:30 часот може да добијат бесплатни мерења на крвен притисок и препораки за превенција од тропските температури. Целта на оваа акција на Здравствениот дом доктор Димитар Арсов во рамки на програмата на Министерството за здравство, а со подршка од Црвениот крст, е да се подигне здравствената свест кај граѓаните во услови на поволни за здравието и да се намалат интервенциите на брзата помош.
За 2 дена извршени се вкупно 125 прегледи, информираше доктор Андријан Јакимовски. Акцијата трае веќе втор ден, ќе трае, не знаеме до кога, треба да добиме допис од Министерството. Минатата година е траело дури до крајот на септември. Оваа година ќе видиме, најверојатно се додека трае топлото време. Денеска во рок од 1 час имаме 30 и нешто прегледи, обично тој се сведува на хипертензија и препораки за начин на однесување во топлото време во текот на денот. Здравствените работници апелираат граѓаните, особено постарите, хронично истрца болните и бремените да не излегуваат на отворено во периодот од 10 до 17 часот, да пијат течности, да јадат свежа храна и да се облекуваат соодветно, а хронично болните редовно да ја примаат терапијата. Тука имаме препоруки од Министерството добиени, што треба да даваме совети на луѓето. Некои од тие препораки се луѓето да внимаваат на својата исхрана, на своето облекување. Најважното е да останат дома од 10 савале до 17 часот попладне, да не се движат во сонцето. Сите препораки се однесуваат на сите луѓе, посебно на одредени популации. Тие популации се ризични и може да си направат проблем доколку не ги слушаат нашите совети. Тука спаѓаат возрастните лица, деца и до 4 години бебиња, а социјално загрозени луѓе кои немаат соодветни места за живот, тука спаѓаат бездомници, и луѓе кои што заради својата професија мора да се движат надвор на топлото време, мора да внимаваат. Препораките од надлежните од институциите за заштита на здравјето нема да веќинат воопшто, а нивното применување може да биде од голема полза. Со почетокот на летото, Крива Паланка беше домаќин на неколку културно-уметнички и забавни настани. Сепак официјалниот почеток на традиционалната манифестација Кривопаланечко културно лето започнува вечерва, 10 јули, со Осоговска староградска вечер која ќе се одржи на плоштадот Карпошово во Стание. Сите љубители на староградска музика вечерва ќе имаат можност на плоштадот Карпошово во Стание да уживаат во Осоговската староградска вечер, на која ќе настапат неколку реномирани културно-уметнички ансамбли од земјава и од соседните Србија и Бугарија. Меѓу нив како домаќин свој настап ќе има староградскиот состав Распијани Паланчани и познатата музичка група Тајфата, а со овој концерт официјално ќе биде отворена манифестацијата Кривопаланечко културно лето. Традиционално Кривопаланчани, како и бројните гости во градот, за време на летниот период ќе бидат културно побогати за повеќе интересни настани кои се реализираат под покровителство на локалната самоуправа, Националната установа Центар за култура и локалната установа Градски музеј, а со поддршка од Министерството за култура. Ќе направиме едно убаво културно лето како и секоја година, така и ова година, граѓаните да може да искочат, да видат нешто ново, да им се придат. Во секој случај сите настани ќе се одржуваат на главниот плоштад, на новиот плоштад Карпошово во Стание и во одредени катчиња во градот, може некои настани ќе имаме и во некои населби, во некои села, така да сакаме културата да пренесеме на сите делови во општина Крива Паланка. Официјален старт на Кривопаланечкото културно лето ни е предвиден за во петок на 10 јули, кој ќе имаме пред новиот градски плоштад, пред плоштадот Карпошово во Стание, која ќе имаме една културно-уметничка програма на староградска музика, која ќе почне со дефиле од музеот на градскиот музеј во општина Крива Паланка до новиот плоштад. На овој настан се предвидени да имаме неколку староградски културно-уметнички друштва од Република Македонија, од Република Бугарија, од Србија. Мислам дека ќе имаме некаде околу 160-170 гости во Крива Паланка. Покрај домаќините, репертоарот на староградска музика ќе го збогатат и градскиот хор од Штип, Сдруженијето на пенсионери од Штип, вокалните групи Камелија од Свети Николе, Малка Серенада од Шумен, соседна Бугарија и Хисарлија од Лесковац, соседна Србија. Концертот е со почеток во 20 часот.
Нови 30 деца излезени од детските домови за деца без родители наскоро ќе бидат вработени во рамките на проектот Д10, најави премиерот Никола Груевски. Во фаза е нова тура на примање 30 деца кои излегле од домови за грижа на деца без родители. За 10 дена ќе заврши целокупната процедура и ќе почнат со работа во различни државни институции. Досега се вработени 113 деца, а со новите 30 ќе дојде до 143 деца, истакна Груевски. Премиерот потенцираше дека и во минатото е било помагано на оваа категорија на граѓани на Република Македонија, кои се излезени од домови за деца без родителска грижа, но од 2013 година има системска програма која секоја година е дел од буџетот. Ние и во минатото сме помагале на ваквата категорија граѓани, но тоа повеќе беше стихино и адхок. Од 2013 година веќе имаме системска програма која секоја година е дел од буџетот и која ќе продолжи понатаму, рече Груевски, нагласувајќи дека и понатаму ќе продолжи континуираната грижа на владата за децата без родители. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски очекува и годинава македонската економија да има раст меѓу највисоките во Европа. Во врска со информацијата дека 30 одлуки на странски инвеститори се ставени во мирување, Пешевски нагласи дека оваа година очекува да биде рекордна по бројот на објавени нови странски инвестиции. И натаму очекуваме македонската економија годинава да има раст и тоа да биде еден од највисоките во Европа. Проекциите што ние ги имаме и кои кореспондираат со голем број финансиски институции покажуваат само мала корекција надолу, но ни приближно не може да стане збор за тоа дека нема да имаме раст. Ова го истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски по промоцијата на електронскиот катастар, одговарајќи на новинарски прашања, како ја толкува оценката на еврокомесарот Јоханес Хан, кој во интервју за Радио Слободна Европа рече дека економскиот раст во Македонија од очекуваните 4% е на 0%. Според Пешевски, Хан можеби не располагал со најпрецизни податоци во овој период. Во врска со информацијата дека 30 одлуки на странски инвеститори се ставени во мирување, Пешевски нагласи дека годинава очекува да биде рекордна по бројот на објавени нови странски инвестиции. Интензивно водиме активни разговори со голем број од нив, така што дали некој поради ситуацијата ги одложил плановите, тоа е веројатно, но има голем број со кои продолжуваме, ако и премиерот и министрите ги најавуваат и ќе ги најавуваме во идниот период. Се разбира дека ситуацијата не влијае поволно да се зголеми бројката на странски инвеститори, но сега се собираат плодовите од онаа што е сработено во изминатиот период, потенцира вице-премиерот Пешевски. Еден загинат, а 70 повредени од ураган кај Венеција. Затворени 5 аеродроми во Индонезија. Илјадници туристи не можат да се вратат дома. Ципрас попушти. Пакетот мерки ги содржи барањата на Брисел. Следуваат вестите од светот. Едно лице загина, а повеќе од 70 се повредени откако синоќа ураган ги погоди северните делови на Италија во реонот на Венеција, соопштија властите во областа Венето. Двајца од настраданите се здобиле со сериозни повреди и се наоѓаат во болница. Вкупно 150 луѓе биле принудени да ги напуштат своите домови поради предизвиканите материјални штети. За помош во загрозените реони се испратени 20 медицински екипи и 2 хеликоптера. Метеоролозите прогнозираа силни грмотевици во северниот дел на Италија по неподносливата горештина во последните денови. Температурите во северниот и централниот дел на земјата достигнаа 40 степени. Индонезиските власти денеска затворија 5 аеродроми, вклучително и оние на популарните туристички острови Бали и Ломбок, поради повеќедневната ерупција на вулканот Раунг во источна Јава. Националниот авиопревозник Гаруда Индонезија ги откажа сите летови. Поради вулканот Раунг откажани се и низа летови до и од Австралија. Викторија Велби, туристка од Велика Британија, рекла дека во Бали се заглавени 1700 туристи. Само седиме и чекаме, не можеме да направиме ништо друго. Заглавени сме тука и мора да плаќаме за сместување и за храна. Луѓето навистина се уплашени за ограничените информации и комуникација што ја имаме и за тоа како ќе се извлечеме од тука, рекла таа. Други патници изјавиле дека летовите би можеле да бидат откажани дури до 23 јули, а осигурителната компанија нема да им помогне поради тоа што станува збор за природна катастрофа.
Новиот пакет мерки кои грчката влада ги придаде на Еврогрупата излегува во пресрет на барањата на меѓународните кредитори Атина да ги зголеми даноците и да ги намали државните трошоци за пензии. Грција за возврат очекува од кредиторите 53,5 милиарди евра кои до крајот на јуни 2018 година би ги покриле доспеаните обврски за отплата на долгови. Тие мерки кои вклучуваат зголемени даноци за бродските компании и укинување на даночните олеснувања за островите, треба да ги исполнат условите за новиот договор со кредиторите кои Грција би ја спасиле од банкрот и излез од еврозоната. Владата исто така планира да го зголеми данокот на додадена вредност за ресторани и хотели, да почне реформи на пензинскиот фонд, како и да одреди цврст рок за почнување на големи приватизации. Работнички единствениот македонски фудбалски тим кој што ги продолжува надпреварите во квалификациите во Лига Европа по одигрувањето на реванш пресметките од првото коло. Екипата на Работнички успеа да се пласира во второто коло од квалификациите од Лига Европа, откако синоќа во реваншот на свој терен со 2:0 ја победи Флора од Естонија. За разлика од Работнички, Тетовска Шкендија на гостувањето во Единбург кај Абердин одигра без голови 0:0 и по скопските 1:1 од првиот дуел, без пораз од шкотскиот тим го заврши надпреварувањето. Работнички победата ја обезбеди на почетокот на вториот дел со головите на Чума Нене во 48-та минута, како и на Мајан Алтипармаковски кој реализираше во 54-та минута. Работнички со вкупни 2:1 го елиминира ривалот од Естонија. Во следната рунда македонскиот представник ќе игра против Јелгава од Летонија, кој вчера одигра нерешено 2:2 со Литекс на гостувањето во Бугарија и благодарение на голот повеќе постигнат на гости, на првиот дуел беше 1:1, се пласира во следната рунда. Првиот надпревар се игра на 16 јули во Летонија, а реваншот е на 23 јули во Скопје на националната арена Филип II. Од македонските екипи во првото коло од квалификациите настапот го заврши Иренова, откако и во реваншот беше поразена со 4:1 вкупни 5:1 од клубот Дачија од Молдавија. Пинпонгарите на Куманово во оваа сезона остварија одлични резултати на домашната и меѓународната сцена и покрај добрите остварувања. Екипата константно се соочуваше со финансиски проблеми, кои придонесоа пинпонгарите следната сезона да ги гледаме во понизок ранг на надпреварување. Кога ќе подвесиме црта за учинокот во оваа сезона, можеме да кажеме дека пинпонгарскиот клуб Куманово ги оправда очекувањата. Иако оптоварени со огромни финансиски проблеми, екипата достојно го представуваше Куманово на сите позначени на преварувања. Меѓутоа, и покрај добрите резултати, клубот мораше да се пресели во понизок ранг на преварување, а зошто се случи сето тоа, побаравме мислење од претседателот и тренерот на екипата Мики Трендафиловски. Господин Трендафиловски, напред да почнеме со на непријатна вест. Пинпонгарите на Куманово поради финансиски причини нема да бидат во на елитна дивизија, туку ќе се напреваруваат во втор ранг на преварување, ако може така да кажеме. Кои се причините, зашто се решите за ваквиот чекор? Па видите, ние немавме некои позначителни, тоа се однесува за машката екипа, немавме некои позначителни резултати поради финансискиот дел, она што го кажавте вие, не посветивме поголема паžnја на таа екипа и затоа се преселивме во понизок ранг на надпреварување, но акцент дававме цела сезона на женскиот дел од нашата екипа, тоа е на пионерките и младинките кои ги поседуваме во клубот и се надевам ако наидеме на некое разбирање, добиеме средства, ќе се вклучиме во надпреварување во сениорската женска лига на Македонија во пинг-понг. Може ли ова да влие негативно врз целата екипа во текот на овие следни надпреварувања кои ќе доаѓаат, бидејќи сепак ова на некој начин е мал шок? Па видите, шок како шок не е, тоа се провлекува со години назад, лично за нас не е, децата доаѓаат, си заминуваат. Ние како клуб, како луѓе кои работиме во таа средина, толку можеме да допринесеме, но затоа ги имаме оние резултати кои ги постигнуваме со години назад во пониските категории, тоа во категорија на пионери и пионерки. Имате ли план и стратегија од кога ќе барате помоќ? Па план и стратегија. Наша
ние се водиме како градска екипа, ако општината не помогне, не знам и не сакам да барам од било кој некои спонзори, нешто такво. Ако има сили општината да ни помогне, добро, ако не ќе продолжиме така. Пинг-понгот и понатаму ќе се игра во пинг-понг и ќе живее, во Куманово и ќе живее. На крајот да направиме еден краток рекапитулар за успесите кои ова година беа навистина одлични. Една ваша кратка анализа и оценка за оно што до сега го имате направено. Па вака, пионерките се првопласирани, односно државни прваци на Република Македонија. Младинките се второпласирани или вице шампиони на Република Македонија. Ива Димитриевска е прворангиран пионер со ниту еден пораз во оваа сезона. По кој знае кој пат КТР телевизија апелира да му се помогне на пинг-понгарскиот клуб Куманово, но за жал досега никој не го стори тоа. Овие млади членови навистина заслужуваат многу поголемо внимание и почит. Македонската кошаркарска репрезентација до 20 години на стартот на Европското првенство во Унгарија извојува победа на директниот конкурент за место во втората фаза, селекцијата на Белорусија, која совлада со 77-72. Македонската кошаркарска репрезентација до 20 години на стартот на Европското првенство во Унгарија извојува вредна победа над директниот конкурент за место во втората фаза, селекцијата на Белорусија. Во првото коло од групата С, нашата млада репрезентација предводена од триото Магдевски, Мекиќ, Бакоч, ја совлада селекцијата на Белорусија со 77-72, по четвртини од 20-16, 15-14, 16-25 и 26-17. По солидно одиграното прво полувреме, македонската селекција во третиот период имаше криза во играта, но кога беше најпотребно, повторно се вративме во посакуваниот ритам и со одлична игра во последните 10 минути стигнавме до вредната победа. Капитенот на нашиот национален тим, Андреј Магдевски, со 22 поени, 13 асистенции и 7 скока, беше вистински лидер на теренот и заедно со одличните Мекиќ 14 поени и Бакоч 15 поени и 9 скока, беа нерешлива енигма за кошаркарите на Белорусија и најзаслужни за премиерната победа. Добра партија одигра и нашиот највисок кошаркар Љубомир Младеновски со 13 поени и 8 скока. Кај поразената Белорусија најдобри стрелци беа Белијанку со 15 и Рубинштен и Јеусиевиќ со по 12 кошеви. Со триумфот во првото коло црвено-жолтите направија голем исчекор кон посакуваниот пласман во втората рунда на шампионатот во Унгарија. Следен ривал на Македонија на Европското првенство во Унгарија во групата С е селекцијата на Ерменија. Во првиот меч од групата С селекцијата на Ерменија извојува лесна победа над Швајцарија со 71-57. Од меѓународниот спорт за денеска издвојуваме убедлива победа на Мексико на Голд Купот. Ја совлада Куба со 6-0. Касилја се договори со Порто. Леброн Џејмс го продолжи договорот со Кливленд. Репрезентацијата на Мексико имаше убедлив старт на годинешново издание од Голд Купот и во надпреварот од првото коло одигран ноќеска во Чикаго ја совлада Куба со високи 6-0. Најдобар поединец на надпреварот беше Орибе Пералта кој постигна хет-трик. На вториот дуел од групата С, одигран исто така во Чикаго, Тринидад и Тобаго ја совлада Гватемала со 3:1. Селекциите на Мексико и на Тринидад и Тобаго имаат по 3 бодови на табелата. Искусниот голман на Реал Мадрид и на шпанската репрезентација Икер Касилјас ова лето ќе го напушти својот сегашен клуб. Според најавите, тој ќе треба да мине во редовите на поранешниот европски шампион Порто. Клубот од Португалија најверојатно има понудено околу 2,5 милиони евра годишно за договор со важност од 2 сезони со можност за продолжување на уште една година. Касилјас во редовите на Реал Мадрид е од 1990 година и има преку 700 надпревари и 18 пехари, меѓу кои и 3 од Лигата на шампионите. Последните најави се дека на негово место во кралскиот клуб ќе биде донесен Давид Де Геа, голманот на Манчестер Юнајтед. Откако предходно го раскина договорот, Леброн Џејмс сепак се врати во екипата на Кливленд и ќе игра за побогат договор. Кралот потпиша 2-годишен договор со Кавалерс, а по сезона ќе заработува околу 23 милиони долари, а неговиот целосен договор е нешто повеќе од 46 милиони долари. Џејмс досега заработуваше 21,4 милиони долари по сезона, а како што пренесуваат американските медиуми, Џејмс избрал да потпише 2-годишен договор иако планира подолго да остане во екипата на Кавалерс. Причината е зголемувањето на буџетот за плаќање на играчите во НБА лигата, кој ќе се зголемува секоја година.
Следува временската прогноза. Благодарам на вниманието. Останете со К3. Имајте пријатна вечер.